Наместо трговски центар, нова парковска површина од близу 40.000 квадратни метри. Општина Струмица ја започна изградбата на нов парк, кој ќе биде втор по големина во општината и се очекува значително да придонесе за почист воздух и подобар квалитет на животот на граѓаните. Изградбата на паркот е дел од пошироката стратегија на локалната самоуправа за зголемување на зелените површини, како еден од начините за справување со загадувањето на амбиенталниот воздух. Првата фаза од проектот се реализира преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија, со финансиска поддршка од Европската Унија во износ од 350.000 евра. Станува збор за неповратен грант, што ќе значи дека граѓаните немаат обврска да ги враќаат средствата. Ова површина целата беше предвидена за трговски центар. Но одлучивме дека доволно е на Струмица и згради, доволно и се и трговски центри, има други локации каде што може да компаниите инвестираат и да градат. Сметаме дека на цела Струмица, а особено на населбата Карпош, како да речеме нов дел од градот Струмица, и треба голем парк. Дополнително во втората фаза, која ќе се реализира со финансиска поддршка од UNDP, ќе бидат инвестирани околу 15 милиони денари. Овој дел од проектот е изгласан како приоритетен на граѓаните преку форумот на заедницата. Ќе одиме не само кон разеленување, туку и кон дигитализација на самите паркови, зашто веќе разговараме со представници на UNDP, ќе имаме смарт клупи, ќе имаме осветлување кое што ќе биде на соларна енергија, значи нема да биде потрошувач на електрична енергија, ќе имаме други содржини за дигитална едукација на најмалите, на младите луѓе. Според најавите, комплетното уредување на новиот парк се очекува да биде завршено за околу една година. Покрај овој проект, локалната власт најавува и неколку нови зелени иницијативи, меѓу кои изградба на Боемски парк, како и раззеленување на површина од 30.000 метри квадратни во делот на Турското мало, по завршувањето на изградбата на новата социјална населба. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.